Цар Борис III и Ваншо Михајлов ќе живеат и по 16 март, кога е крајниот рок да го променат своето име, ако итно не бидат најдени двајца нови членови на комисијата која треба да одлучува за нивната судбина. Сепак оваа комисија никако да заживее, двајца од членовите се повлекоа, а меѓу нив и урологот Живко Попов, кој самиот си кажал дека се чувствува некомпетентен да биде дел од ова тело. Се поставува прашањето зашто воопшто доктор бил ставен во позиција да одлучува за историски прашања. Проблематично е што според нашите извори Ману се уште нема доставено предлог замена за досегашниот член, па со самото тоа невозможно е оваа комисија да почне со работа, а дека таа е клучна за евентуално ставање клуч на клубовите именувани по спорни историски имиња, потврди и премиерот Димитар Ковачевски. Оние здруженија кои што нема да го почитуваат законот и кои што нема да се усогласат согласно со законските одредби во предвидениот рок, а согласно со одлуките на комисијата предвидена со закон, тогаш ќе бидат тогаш тие ќе се постапува со нив од страна на Централниот регистар согласно со законот. Тоа важи во сите области во државата. Не може да има исклучоци за применување на некој закон во една област, да има исклучоци за применување на некој закон во друга област. Според законот кој едногласно беше изгласан во собранието, цар Борис III и Ваншо Михајлов ќе мора да ги променат имињата до 16 март, инаку им се заканува клучна врата. Сепак тоа по се изгледа ќе биде одложено додека не започне со работа комисијата. Од битолскиот клуб кажаа дека нема да бараат промена на името, а во медиумите беше објавено дека тоа ќе го стори Охридскиот клуб, што беше демантирано од Томе Блажевски, првиот човек на цар Борис III. На 10 февруари доставивме писмо до подрачната единица на Централниот регистар на Македонија во Охрид. Во истото писмо истакнавме неколку барања, а имено да добиеме писмено известување со насоки за тоа како, по точка 1, начинот на кој Сдруженијето да го огласи своето работење со Законот за Сдруженија и фондации по изгласаните измени и дополнувања. Второ, рокот во кој Сдруженијето е задолжено да го согласи своето работење. Во нашето писмо никаде не наведуваме дека сакаме да извршиме промена на името на Сдруженијето цар Борис III. Дека бугарскиот културен клуб од Охрид не побарал промена на своето име, каже и директорката на Централниот регистар Елена Бошковска-Јанковски. Таа смета дека со доставувањето на несоодветна документација од цар Борис III само купувале време, инаку Централен регистар до Министерството за правда го поднал целиот список на здруженија и фондации во земјава, во кои има и други несоодветни имиња, освен имињата на неколку бугарски клубови.